Поливаме го. Поливаме. 74-годишната Лилијана Панова од Штип повеќе од 50 години на Велики четврток пред изгрејсонце ги бојадисува великденските јајца. И ова утро Панова бојадиса 33, колку што и години имал Исус Христос кога бил распнат. Денеска е Велики четврток, денот кога се одржала тајната вечера и Јуда се откажал од Исус Христос. Црвената боја ја символизира пролеаната света крв, а јајцето обновувањето на животот. Првото јајце го означува воскресението на Исус Христос. 33 вапцувам затоа што ги означуваат годините на Исус Христос. Во петок поручок одеме на црква. Носиме јајце, тоа што е за Исус Христос. Јајцето го носам и тоа другото што е наменето за среќа, за здравје. Третото јајце останува дома кај мене и стое до година. Великден е празник на празниците. Ова се денови кога се простува и се дава можност на добрината. Сплотеноста на семејството околу трапезата дава надеж за подобра иднина. Нашето семејство Великден е многу убав, радосен ден. На овој ден сите се собираме дома на ручек кај мене. Во душата навлегува некој мир, спокојство за тие празници кога помислиш дека иде Великден. За Великден се вразуваат многу обичаи и обреди. Мирисот на баклава и милиброд, капењето со црвено јајце и здравец, спротнувањето под маса. Сепак најважниот момент е дарувањето со јајца во недела. Почитувајќи ја традицијата, ние им одаваме почит на нашите предци. Великдените кога го славееме ние дома во семејството беа малку поскромни. Сега малку пораскошно. Мислам, вапцуваат се јајца во црвени бои, во разни други бои. Тогаш вапцуваше мајка ми само во црвена боја и во лушпиот кромит вапцуваше. Според традицијата на Велики четврток, жените најмногу време поминуваат во кујна, кога се прават и подготовките за великденскиот ручек, кога верниците во духот на сплотеноста го чествуваат повторното раѓање на животот.